Во Агенцијата за вработување во Штип денеска беше презентиран текот на аплицирањето за мерка за самовработување, преку која невработените лица може да добијат грант за отварање сопствен бизнис. Конкурсот трае до 3 јули, а според надлежните досега се поднесени повеќе од 60 апликации, при што се очекува бројката дополнително да се зголеми. Лицата до 29 години може да добијат грант од 10.000 евра, на 29 години 7.000 евра, додека при здружување во друштво со ограничена одговорност поддршката достигнува и до 20.000 евра. Заедно да ги проследиме информациите поврзани со мерката која што владата и Министерството за економија ја овозможуваат за нови вработувања за грант од 10.000 евра за отварање на ново работно место, за нови работни места, за нови бизниси кои практично ќе ја поддржуваат локалната економија. Всушност како град ова е неопходна мерка која верувам дека многу млади креативни умови ќе искористат за да си помогнат првенствено самите на себе, а со тоа да помогнат и на локалната економија, на општеството и на градот. Во минатото имаме позитивни примери од успешно реализирани бизнис приказни кои првично настанале преку ваквите грантови. Дециден е заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски дека сите невработени лица, особено младите до 29 години, треба да ја искористат можноста и најдоцно до 3 јули да ги поднесат своите бизнис идеи. Јас во оваа прилика сакаме и да ги охрабриме штипјани, сите невработени лица кои се активни баратели за работа, посебно младите до 29 години, а штипјани се доста креативни, имаат доста бизнис идеи, да го посетат уште овие 2 дена центарот. Значи конкурсот трае до 3 јули, до петок, значи до утрешниот ден, и да ги поднесат своите бизнис идеи. Шансата за да добијат грант за отворање на бизнис е многу голема. До сега имаме информација дека има преку 60 апликации, меѓутоа очекуваме да таа бројка овие 2 дена стане и многу поголема. Да ги напоменам сега и кои се бенефитите од оваа мерка. Лица до 29 години добиваат грант од 10.000 евра, над 29 години добиваат 7.000 евра, ако се здружат во друштво со ограничена одговорност добиваат 20.000 евра млади лица до 29 години или повозрастни над 29 години, ако се здружат добиваат до 14.000 евра. Децидна и заменик директорката на Агенцијата за вработување Весна Пешова дека право на аплицирање има за речиси сите дејности со исклучок на земјоделството, производството на оружје и муниција, такси превозот и игрите на среќа. Сакам да напоменам дека нема предност одредена дејност, значи може апликантите да аплицираат за било која дејност за која што имаат собствена идеја, освен за оние исклучоци кои што според оперативниот план за активни мерки се исклучени, а тоа се земјоделската дејност, бидејќи за земјоделската дејност државата обезбедува финансиска поддршка преку друго министерство, дејноста за производство и продажба на оружје и муниција, такси превоз како дејност, дејностите од финансии, од областта на финансии, осигурување игри на среќа како што се кладилници, коцкарници и слично, и дејноста на приватните агенции за вработување. Секој апликант кој што сака да си основа собствен бизнес задолжително ќе мора да посети 4-дневна обука на која што дополнително ќе им се зголеми предприемачкиот дух на апликантите и секако ќе се запознаат со почетоците за основање на собствен бизнес. Досега се евидентирани повеќе од 60 апликации, а грантовите изнесуваат до 10.000 евра за индивидуално самовработување и до 20.000 евра за основање бизнис во партнерство.